Обележа на 18 годишнината од загинувањето на Ѓоко Лазаревски од Лешок, кој како припадник на македонските безбедносни сили во војниот конфликт го загуби животот бранејќи го своето село. Се положија букети цвеќиња пред споменикот во центарот на Лешок, изграден во чест на Лазаревски, а се подигни државното знаме на јарбол, што го изработил синот на Ѓоко. Кога нашата татковина беше во опасност, Ѓоко, без двоумење, застана во одбрана на Македонија, во одбрана на Лешок. Го жртвуваше својот млад живот на олтарот наречен Македонија, за подобро утре и посветлина на нашите деца, на сите нас. Тој покажа како се сакаат блиските своји и својата држава. Покажа и повеќе од сопствениот живот. Благодарение на неговата саможртва и саможртвата на останатите македонски херои, бранители, Лешок живее, Македонија живее. Старите велат дека човекот еднаш се раѓа, а два пати умира. Прв пат, кога физички се оделува од блиските и пријателите, а втор пат, кога згаснува споменот за него. Драг наш Ѓоко, ние никогаш нема да го заборавиме споменот за тебе. Се додека има еден жив лешочанец и македонец, се додека има еден единствен човек на земјава, што ја сака слободата и татковината, споменот за тебе вечно ќе живее. Истакна Марија Ничевска од иницијативниот одбор за одбележување на годишнината на Ѓоко Лазаревски. Лазаревски загина на 23 јули, кога припадници на ОНА го нападнаа селото, а тој со уште 20 на жители од Лешок без никаква помош од државата го бранеше својот роден крај. Тој беше погоден со шрапнел во главата. Неговите соборци се потсетуваат на овој ден, велат дека сето било однапред испланирано и поддржано од политичарите. Разговараме со Мирче Аврамовски, уметник кој 10 години се занимава со резбарство и иконографија. Добро дојдовте во регионалните вести на телевизија КИС. Па ова официјално го отварам изложбава годинава на 23 месецов и сакам да го покажам техникава во јавност и тие работи. И 10 години со мојата уметничка гранка, фала што дојдовте, сум благодарен што не поддржувате као уметници и тие работи. Пред се да ни кажете зашто станува збор конкретно, сите знаеме што е резбарство, што е иконографија, меѓутоа по-конкретно за тоа би сакале да дознаеме од вас. Што е иконографија, што е резбарство, со какви техники се служите слично? Техниката на дрво и после преминуваме со боја, со акрилна боја, што од најсветла точка до најтемна, да го добиеме духот на иконата. И по... Да. Со резбарство исто 10 години се занимаваш, така? Резбаш само икони или пак
Најчесто икона. Иконографијата, повеќе ме влече и тие работи. Каде си го научил овој занет, да ми кажеш? Само природна дарба, па после малку на обучување и таки. Дали е тешко да се научи таа икона, односно резбарството, и какво дрво се користи, колку време на икона се реализира? Зависи до тежината на сликата, значи која икона, значи до верски, колку е тежината на таа икона. Од месец до 3 месеца, 4 месеца, зависи до квалитетот на изработката. Какво дрво се користи? Строго орав. Може и бука, храст и тие работи, ама највише орав. Некој, да речемо, ти си успел овие две техники да ги споиш во една, резбарство и иконографија, како оди тој процес? Да не кажете некој ако ви рече сакам да ми нацрташ икона на дрво кој што претходно изрезбано. Како оди тој процес? Многу спор. Превише спор што се користи, прво треба да се изработа техниката на дрвото, па после да се нанесе бојата. Цел процес. Значи, многу временски период треба да се доврши квалитетното издание на сликата. Така, тука пред нас е мајка Богородица. Троручица. Троручица. Значи, да ни кажеш тој процес кој што гледачите не го знаат. Како ќе се дрво, обично дебела даска и после спаѓа тонет, значи златна површина, камчиња и после дојвија од најтонок тон, значи тон тементен и после посветло и посветло, да дојде до совршенството на тонот на бојата. Да ни кажете, вие ги изработувате овие дела според ваша техника, ваше знаење, дали доаѓаат уштеди кои што претходно наручуваат, имаат некои желби? Да, доаѓа и сака дали у дрво изработено или сака со боја. Зависи каков им е укусот на муштаријата. Така, колку имате сега изработено? До сега има моментално за изложба 40 дела. А во текот на 10 години имате некоја бројка? Премногу се? 50 и нагоре и више. Така. Кој ви било до сега најтешко дело за изработка, да речем? Троручица, хилиндерска, значи ова е. После са други икони што са многу дофатливи до око да се фата, сваки детал да се долови. Значи таа многу техника е спора. Квалитетно да се извади тој дух. Пред цела спомнавте зборот дух, најверојатно духовно, нели? Да. Ве подига што се вели живеете за уметноста, меѓутоа дали се обстанува од ова, да ни кажете? Да, некад зависи кога и како. Зависи од периодот. Од периодот. Колку нарачки имате, да речеме, во текот на годината? Па моментално 2-3 ќе дојде. Некад поќе, некад помалу, зависи до месецот. 2-3 дела, а месечно, така? Да. Од каде ви ги наречуваат делата? Тетово, Скопје? Има и од странство, има дадено, у Скопје има земано. За црквеве, за Бигорски, за Радовиш има таму давано. У Америка има заминато дела, што са давани, поклони, земани од кај мене, ама давани на некој си друг човек поклон. Така. Се случува некој манастир да наручат едно дело, па потоа повторно да наручат од истот манастир или? Зависи. Да. Преку муштеријата што ќе осака тоа да го наручи и ќе дојде да го наручат и тој. Да. Ајде да ни кажете какви материјали и какви средства за работа употребувате за да се изработи овој? Ова техниката е со глето, првен се работа, па после со нежност четка, еве ги овдека бојата, значи чаткичиња најситни, да се добие форма нека сенке, бојка што треба, очите малце овдека капаците. Значи акрилната така може да добие финиш многу подобро. Кој ќе си ги добиеш нијансите, таа ќе си дојде до својот духот. Тоа е нежноста на четката, значи таа е работено со глето, се гребе ликот. А после со бојата, значи се добија
тој нежен тон, значи да го добиеш нежнината, дубинската боја, значи квалитетно на изработка. Значи кој ќе дојдеш нијансите, после го светлеш помалце и ќе си дојде таа лепотата, помалу. И кој ќе даде шара, значи тонот на бојата, и ќе се изнесе. Овој е стар замек, да ми Да. кажете како гледате на овој замек сега во денешница, изумира, седи нисто рамништо или пак можеби Изумира, си изумира многу и многу е затворена работа, значи не е со контакти со луѓе многу е од осамена таа работа, значи треба сам да бидеш концентриран, тишина и цела концентрација да го фатиш туек. Значи треба одзема многу време. Така? Озема многу време. Така. А колку има вакви мајстори, да ви кажам, не? На број са 500, 600 у цела држава, се зависи колку ще си уложиш самиот трудот. Зашто многу е битно тоа. Вакви уметници треба да се подржат од општено Министерство за култура. Да. Дали имате некое здружение кое што работите за да ги остварите вашите замисли? Имамо, да, имамо дружение, еве овде кај што смо моментално. Смо со луѓе што поможуваме еден на друг, трети, така. Здружение на артисти се вика. На артисти. Значи морамо да се поможуваме, да се дружиме. Мие на него, они на нас и така. Сега има, значи, изложба. Да, 22. Да. Трети, официјалната му е после на август ушена има колективна изложба со поеќе артисти од државава и од тето почесто. Во колку часот ќе биде твоја изложба, да ни кажете? Во вторник, 23 јули, Да, со почеток во? 7 сат. Во 19 часот. Да, 19. Така, ви благодарам на разговорот, со среќа на изложбата. Фала на вас, фала што дојдовте и пак, што не поддржувате. Добар ден, јас сум Мемо Мифтари, председател на Сдруженијето АПЦ Мониум од Тетово. Постојаме како здружение од март месец 2019, значи почетници сме. И сме овде да поддржиме Мирче Аврамовски во целата процедура со иконографската резбарија на неговата работа. Колку имате уметници со кои што соработувате, односно се воени членови на ова издружение, колку се потребни ваквите здруженија за да се побара помош од Министерството од општина? Значи уметници имаме дури превише во Тетово, значи локални збориме, како што и наредната изложба на 30 фактички на 2 август што доаѓа. Некаде на 45 уметници локалци што ќе земат што ќе учествуваат во изложбата, нарочито и Мирче Аврамовски во таа изложба. После самосталната негова изложба во резбаријата. Како гледате нови уметници, дали напредуваат во уметниците ни се многу добри, значи во професионална насока, меѓутоа стварно имаат потреба од поддршка, дали тоа логистичка, морална и финансиска, значи во целата. Ова изложба на Мирче ќе биде поддржана од некого? Да, значи изложбата на Мирче Аврамовски е поддржана од Министерството за култура и од Уметничката галерија во Тетово и од нашето здружение како здружение на уметници во Тетово. Сиричино за прв пат оваа година организира турнир во мал фудбал Сиричино 2019 со тенденција да стане традиционален. Официјалното отворање проследено со неколкуминутен огномет беше вчера на ново изградениот спортски центар Ристовски во ова населено место. Пред многобројните посетители се одиграа ревијални надпревари, помеѓу женските фудбалски клубови Љуботен и Њујорк, како и помеѓу младинската и ветеранската екипа од Сиричино.
Инаку на турнирот во мал фудбал Сиричино 2019 учество ќе земат 24 екипи. Организираме по прв пат турнир во мал фудбал Сиричино 2019 година. Воедно и отвараме нов спортски центар, како што може да видите, подпомогнат од фамилијата Ристовски од Соединетите Американски држави, кои се потекло Сиричани. Значи без нивна помош и нормално помош на целото село, севкупно, овој настан и може и немаше да се случи. Колку екипи ќе учествуваат на турнирот? Као за први пат 24 екипи поделени во 6 групи по 4 екипи. Екипи имаме скоро од целата Тетовска околија, почувајќи од Брвеница, Рате, Глоџи, Доброште, Сиричино, нормално, најбројни 3 екипи, Јанчиште, Ротинце, може и ќе забравам некој на не ми се налутат. Битно добро, презадоволни сме од пријавувањето на екипите. Колку време ќе трае турнирот и кога би требало да биде финалето? Турнирот мислам дека ќе трае околу 20 дена, со тоа што на 2 август најголемиот наш празник, македонски, ќе имаме пауза нормално. И тамо мислам дека кај 8-9 би требало да биде финалето. Спортскиот центар Ристовски во Сиричино представува мултифункционално игралиште, кое беше изградено оваа година од страна на жителите, со финансиска поддршка од семејството Ристовски кое живее во Америка. Би сакал да им се заблагодарам на сите присутни што дојдоа во толку голем број на ова ново мултинаменско игралиште, кое што е изградено годинава, значи со помош на донацијата од семејството Ристовски. Ова игралиште му беше и повеќе од потребно на нашето населено место, затоа што голем дел од младите тука се занимаваат со спорт, уживаат да се занимаваат со фудбал и го користат интензивно. Моментално се користи само за фудбал, меѓутоа може да се користи и за кошарка, и за тенис, така да верувам дека сите тука присутни ќе имаат и локалните жители ќе имаат голема корист од овој спортски објект. А иницијативата потекна од жителите на населеното место. Долго време баравме решение и баравме место каде би требало овој објект да биде лоциран. Се одбра оваа локација како најповолна, се почна до некаде, меѓутоа без, како што спомнав претходно, без големата помош на главниот покровител на семејството Ристовски, мислам дека немаше да се заврши. Барем не за време за одржувањето на овој турнир сега. Љупчо Ристовски вели дека младите од Сиричино заслужуваат да имаат место каде ќе спортуваат. Идејата е дека сакам дечките мали да имаат да играат негде, дека ја работам исто за спорт и тоа мене ми е спортиста, тоа ми е цел живот. И децата мои, имам 3 черке, све играат кошарка и селото мене многу ми е мило и тоа ме највише. Сакам деца да играат овде највише. Децата од овде братуче имам, Синиша, он беше директор и организар, тоа он највише и деца свите сака, ама целото тоа. Ја имам идеја, ама они тоа го направиле. Они работале. Јас сум, добро, што било, ама важно највише они тоа. Дека многу ми е мило ми е селово. Да. И највише ако мислим тие деца Синиша и Стоислав и они ако не правеле, они тоа направиле. Ние смо само таке, investors вика. Турнирот е со богат награден фонд, кој изнесува 50.000 денари за екипата која ќе го освои првото место, 25.000 денари за второпласираната, 10.000 денари за третопласираната екипа, додека екипата што ќе биде на четвртото место ќе добие 5.000 денари. Воедно ќе бидат доделени и награди за најдобар играч, најдобар голман, најдобар стрелец и Dream Team.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот на земјен пат во местноста Муратски дол на тетовското село Челопек запреле джип без регистерски таблици управуван од 29-годишник од Челопек. Во возилото биле превезувани огревни дрва без потребните документи и поради тоа со потврда е одземено, како и моторна пила и дигалка, а нешто подоцна предадени и се на шумската полиција за натамошна постапка. 54 од Неготино Полошко пак, вчера околу 1 часот и 15 минути, пријавил дека вечерта околу 23 часот во близина на бензинска пумпа во село Топлица физички бил нападнат од 2 лица. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера околу 11 часот 48-годишник од тетовското село Шемшово пријавил дека во периодот помеѓу 19 и 21 јули годинава бил оштетен гроб на муслиманските гробишта лоцирани покрај локалниот пат Прељубиште Жилче. Извршени увити се работи на целосно расчистување на случајот, информираат од тетовската полиција. Ноќеска околу 3 часот и 30 минути во тетовското село Теарце патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски таблици, кое без возачка дозвола го управувал 16-годишник од ова село, излетел од коловоз и удрило во зид од куќа. Двајца сопатници од возилото на возраст од 16 и 17 години со друго возило се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. На улица Благоја Тоска во Тетово вчера вечер околу 19 часот и 20 минути патничко возило БМВ со тетовски ознаки, што без дозвола го управувал 27-годишник од тетовското село Селце, удрил во 70-годишен тетовец велосипедист и најпрво го напуштил местото, а потоа самиот се пријавил во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. Повредениот велосипедист пренесене во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. По настапувањето на сегашните високи температури, најавите дека наредните денови ќе бидат уште повисоки. Осетно се зголемија потенцијалните опасности за избувнување пожари на отворен простор и во Полошкиот регион. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните да бидат постојано внимателни доколку се движат или работат во полето и низ шумите, да не ги палат отпадоците, меѓите и стрништата на нивите и да не фрлаат неизгаснати догорчиња и опушоци. Покрај ова на оние кои денови веќе престојуваат на излетничките места во регионот, им се укажува да се воздржат од палење огнови, кои неизгаснати брзо можат да пламнат и да се прошират наоколу, а со тоа да предизвикаат и материјални и други последици од големи размери. Им се советува исто така на отворен простор да не оставаат стаклени шишиња или други предмети, кои подолго време изложени на сонце можат да причинат пожар. Секторот за внатрешни работи Тетово потсетува дека секој кој на било каков начин ќе предизвика пожар, ќе се соочи со ригорозни законски импликации, а зашто е предвидена и затворска казна од 6 месеци до 8 години зависно од видот на пожарот, околностите и крајните последици. СВР Тетово презема координирани превентивни и други мерки во повеќе местни заедници со граѓански советодавни групи на подрачјето, навреме да се пресретнат можните причини за пожари, а ќе бидат засилени и планираните контролно-репресивни активности. Во Тетовско непроштено во вторник на 23 јули по 6-ти пат ќе се одбележи годишнината од свирепото убиство на Стојан Михајловски и исчезнувањето на неговите соселани Крсто Гоговски, Цветко Михајловски и Васко Михајловски во конфликтот во 2001 година. Приемот на делегациите започнува во 18 часот и 30 минути. Представници од семејствата на киднапираните, делегации на политички партии, институции и здруженија ќе положат свежо цвеќе на спомен обележјето изградено во чест на убиените и исчезнати жители на Непроштено. Панихида за киднапираните македонци ќе отслужат свештенослужителите од Тетовското архирејско наместништво.
Организаторите ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на одбележувањето на 18 годишнината од убиствата и исчезнувањето на македонците од Непроштено. Денеска во Македонија преовладуваше сончево и многу топло време со мала до умерена локална облачност. Поплани кон крајот на денот во северните делови од земјата имаше локален пороен дожд и грмежи. Дуваше слаб до умерена попланет дожд по Вардарието, повремено засилен северен ветер. Температурите се движат од 16 до 31 степен. За утре метеоролозите прогнозираат сончево со мала до умерена облачност и со умерен до засилен северен ветер, особено вдолж по Вардарието. Температурите ќе се движат од 16 до 29 степени.